Во мини анкетата помеѓу кочанчани за тоа дали и колку пратеници од двете опции паметите и дали знаете дали и што направиле за граѓаните и за градот, сублимираниот одговор се сведува на една куса констатација: колку активни и гласни, толку запаметени. Од тука произлезе се чини и карактеризирањето на повеќето од нив како неми пратеници. И како не се сеќавам од 48 ги знам. Некои од тие направија, некои смајат, вика. Например, ќе ти кажам, еве, Тодос Паунов ле се вика се, на Атом. Абе, Благој Попов у Скопје што беше, он наредуваше тоа направите, ово направите. Некои заслужуваат, некои така одеа, само зимаа пари. Не знам, ја не ги знам кои се били. Па имаше, ја ова како ви кажам искрено, имаше и неми пратеници, што по 2 мандата држеа, а еден збор не кажаа на бината. Имаше и таков пратеник, а овие сега наваму не ги нагустедам затоа што не припаѓа во нивна партија. Не ме интересира, тоа е што ќе сега. Само за плати го заслужува, за друго не. Они си гледат за нив и толку е. На повозрастните сигурно подлабоко во меморијата им се врежани првите пратеници кои од социјалистички политичари беа трансформирани во плуралистички, како Тодосије Паунов, Иван Иванов, Јордан Зафиров, Илија Каров. По нив во пратеничките столчиња откошени се новаа и се заминуваа редица политичари избрани од народот, на кој истиот тој народ сега не може ниту да се сети. Така е затоа што повеќето пратеници мандатот и функцијата ги сваќаат како можност да го набилдаат своето банкарско конто колку е можно повеќе, со платите, трошоците и дневниците. Штета е што во оваа држава нема институција или поединец да пресметаат колку така наречени голтари кои влегува во политиката од неа излегува како милионери и милиардери на грбот на народот, за на тој начин да се добие одговор на прашањето зошто народот е се посиромашен.